Повелете. Само да ве замолам едно поент. Како? Да. Пратеник на СДСМ денеска изјави дека со наводното приближување на Македонија кон НАТО, економијата одела во нагорна линија и дека веќе бил забележан пораст не само на странските инвестиции, туку и на платите. Коментар за ова? Па еве вака конкретно ќе ве прашам дали вас или на било кој од луѓето кои што се вработени, вашите медиумски колеги во просторијава им е зголемена платата. Нормално дека не. Второ, би сакал да подсетам само на растот на бруто домашниот производ, кој што е некаде околу нулата, можеби ќе биде во минус. И би сакал да подсетам на реализацијата на капиталните инвестиции, која што е смешна како никогаш до сега и никогаш не била волку ниска. Така да тоа е одговорот како всушност економијата е отидена напред. Тоа не е точно, не е отидена напред, платите можеби се помали, пензиите не се зголемени, економијата тапка во место, фирмите и стопанството се пред колапс и тоа го кажуваат самите собственици на фирмите. Второто прашање? Второто прашање, истиот пратеник повикувајќи се на тој наводен економски развој, ги повика граѓаните да излезат да гласаат на референдум за, убедувајќи дека со договорот со Грција се гарантирал македонскиот идентитет, односно јазик и нација. Коментар за това? Кој идентитет на граѓаните на Северна Македонија? Чи со штетниот договор не се гарантира ништо македонско. Чи доволен показател е и би ги повикал господата од СДСМ да ги отворат и да ги чујат изјавите на грчките политичари кои јасно си кажуваат дека се брише се што е македонско со овој штетен и капитулантски договор кој што ни го приредија СДСМ.